Вести на Канал 8. Добар ден. По усвојувањето на предлог одлуката за наплата на надомест за користење на јавните паркинзи, реагираат и граѓаните. Викендот покрена иницијатива за потпишување петиција против одлуката, со очекување дека важноста на одлуката ќе биде пролонгирана. Активирањето на одлуката за наплата на паркирањето на јавните простори во центарот на Кочани ја разбуди граѓанската иницијатива. Граѓаните започнаа активност за потпишување петиција против одлуката што на последната седница ја усвои Советот на општината. Нивна генерална оценка е дека најновата давачка е уште едно од неколкуте финансиски оптоварувања што во моментов и не било најнеопходно, со оглед на лошата економска моќ во која се наоѓаат. Иницијатори на петицијата се Александар Симеонов и Благица Сабовљевиќ Стоименова, со подршка и од други граѓани, кои реагираат на неколкуте давачки што во последно време им се наметнати на кочанци. Енергијата ја фокусираме кон платениот паркинг, зашто тоа е последниот проблем. Многу ни е скорашно покачувањето на водата и канализацијата. Минатата година или пред 2 години имавме исто покачување на гробни места, значи ова паркингот веќе кулминира. Паркингот на површините јавни кај што се најавени за наплата, ја го доживувам како воздухот да не го наплаќаат. Да ја стеснеш сообраќајницата, главна во централно градско подрачје, за да добиеш платен паркинг, не е коректно. Сабовљевиќ Стоименова вели дека се работи за граѓанска реакција, без влијание на ниту една од политичките партии што действуваат во општината. За почеток, петицијата започнала преку социјалните мрежи, односно идејата е проширена преку Facebook, каде наишла на одлична прифатеност. Граѓани кликаат, ни даваат поддршка. Сега спремаме онлайн петиција, да соопштам за граѓанството, а за тие што не го користат интернетот, ќе си има и класично потпишување на петиција. Значи, сакаме само да ги натераме на соработка. Ќе дојде времето кога ќе се плаќа и паркинг. Тие локации што ги предлагаат е хаос. Сите граѓани на Кочани сме на прво место за ред. Со ова такса дополнителна нема да се воведе. Јас најодговорно го тврдам. Или многу време ќе треба додека дојде до некој ред со начинот на плаќање. Потпишувањето на петицијата против наплатата на надоместок за паркирање ќе трае до недела. Организаторите планираат да постават пункт во трговскиот центар за сите граѓани кои не користат интернет или сакаат непосредно да го дадат своето мислење во врска со усвоената одлука. Собраните потписи од петицијата ќе бидат доставени до одговорните во локалната самоуправа, од каде очекуваат позитивна реакција и поширока дискусија дали новата давачка е потребна или не. Екстерното тестирање на учениците и наставниците во кочанските основни и средни училишта стартуваше без проблеми. Од денеска па се до 10 ќе се проверува знаењето на учениците, како и реалноста во оценувањето на наставниците и професорите. И во кочанските основни и средни училишта започна да се спроведува екстерното тестирање на учениците. На 28 мај беа објавени распоредите на кој датум учениците ќе полагаат. Училиштата има оврска да ги постават на видно место, со цел учениците да се запознаат на која дата ќе полагаат. Во кочанските основни и средни училишта првиот ден од екстерното помина без проблеми. Денес во нашето училиште, според распоред добиен од државниот испитен центар, полагаат вкупно 209 ученика, воглавно од прва година, со многу предмети, сите предмети што се вклучени. Учениците полагаат во 2 термина, значи во 9:30 и во 11 часот, поделени во 2 групи, во вкупно тестирањето се врши во вкупно 8 училници. По завршеното тестирање, одсутни се само 3 ученика од вкупно 209, најверојатно од оправдани причини. Екстерното тестирање за учениците во средното општинско училиште Лјупчо Сантов започна во 9:15. Се полагаат сите предмети, освен француски јазик. Вкупно 188 ученици полагаат во текот на денешниот ден. Застапени се сите предмети, како што реков, вкупно 26 различни предмети. Знаете, согласно правилникот, учениците се распоредени во училница, меѓутоа сите полагаат различни
предмети. До сега 8 мали технички проблеми заради дотрајноста на опремата и немаме. Распоредите дополнети со предметот што ќе го полагаат учениците ќе се објавуваат секој ден, односно 3 дена пред секое тестирање. Покрај во училиштата, распоредите ќе бидат објавувани и на веб страната на Државниот испитен центар. Резултатите од тестирањето пак ќе бидат објавувани етапно, со тоа што преднос и во полагањето и во добивањето на резултатите ќе имаат осмоделенците поради предстојните уписи во средно, што ќе се одржат на 23 јуни. Со екстерното опфатени се учениците од 4-то оделение од основното образование и до 3-та година во средно, како и наставниците од основните и средните училишта. Екстерното тестирање беше наблюдувано од инспекторите од Државниот просветен инспекторат. Матурантите во двете средни кочански училишта во саботата полагаа државна матура. Првиот ден се полагаше задолжителниот мајчин јазик. Македонски јазик и литература матурантите полагаа во саботата како дел од државната матура. Во двете кочански средни училишта полагањето помина без проблеми. Првиот ден беше предвидено полагање на мајчин јазик. Во нашето училиште на македонски јазик беа пријавени 193 кандидати, од кои што 7 не се јавија. Знаете дека правилникот дозволува да се предомислат учениците, тоа се ученици кои што се предомислиле и се пријавиле за полагање на училишна матура. Вкупно 186 ученици полага, се помина во најдобар ред, во 8 часот од прилика, малку порано пристигнаа испитните материјали, беа дистрибуирани од представници од Државниот испитен центар. Полагањето започна во 10:15 согласно правилникот, траеше до 14:15, беа присутни сите тестатори, сите резервни тестатори, наблюдувачи од Бирото за развој на образованието, односно Министерството за образование и наука, се помина во најдобар ред. Во нашето училиште екстерен дел од државна матура, предметот македонски јазик и литература, во саботата полагаа 76 ученика плюс 7 вореден, значи вкупно 77 ученика. Сите ученици се јавија, го завршија полагањето, за резултатите ќе видиме покасно кој како поминал. За време на испитот за државна матура беа присутни и наблюдувачи од страна на Бирото за развој на образованието, советничката Татјана Лазарева-Согоска и представник од инспекторатот Зоранчо, државен прости инспектор Зоранчо Ѓоргиев. Нема забелешки на одвивањето на матурата. Дополнително во текот на следните недели предвидено е тестирање на уште 3 предмети, од кои 2 екстерни и 1 интерен. На 11 јуни матурантите ќе полагаат странски јазици, на 13 јуни математика, естетика и филозофија, а на 16 хемија, физика, биологија, историја и бизнис. Интерните испити ќе се полагаат во термини утврдени во училишната матурска комисија на предлог на соодветните предметни комисии, и тоа во период од 16 до 30 јуни во јунскиот испитен рок и од 18 до 23 август во августовскиот испитен рок. Прелиминарните резултати од екстерните испити ќе бидат истакнати за 30 дена по спроведувањето на последниот екстерен испит, пошто незадоволните кандидати имаат рок од 2 дена за доставување приговор. Прво место за ученичката Ивана Глигоровска од 8 оделение од основното училиште Малина Попиванова и ученикот Горјан Илиевски од Крсте Петков Мисирков на државниот надпревар Млади иноватори и техничари, што на 31 мај се одржа во Скопје. Учениците од кочанските училишта покажаа дека се креативни и иновативни кога станува збор за изработките по предметот техничко образование. На државниот надпревар Млади иноватори и техничари, што на 31 мај се одржа во Скопје, во силна конкуренција ученичката Ивана Глигоровска од основното училиште Малина Попиванова и ученикот Горјан Илиевски од Крсте Петков Мисирков од Оризари во својата дисциплина го освоија првото место. Таму конкуренцијата беше многу добра и затоа сум многу задоволна од ова прво место. Целта на макетата и дворот кој ми беа замисла ми беше да има добра естетска, да има добра естетска вредност, да изгледа луксузно, а исто така многу ми беше важно да се гледа комфорот кој сакав да го представам во макетата. Сакав да има делови од модерната архитектура на 21. век, а исто така и од она безвременското.
Но сето тоа не би можел да го постигнам без менторството на мојата наставничка Мариетка Стојанова. Јас ја освоив првата награда на надпреварот од дисциплината автоматика. Јас на надпреварот учествував со мојата задача транспортната лента, робот-дизалица и роботската рака. Наставниците по техничко, нивните ментори, пред задоволни од постигнувањата на учениците, ги пофалија и останатите кои на државниот надпревар освоија 6-то и 7-мо место. Првото место убедливо беше на нашата надпреварувачка Ивана Глигоровска. Зеде прво место по оваа дисциплина и беше солидна. Инаку, јас како нејзин наставник ја забележав уште од 5-то одделение, затоа што во 5-то почна техничко образование да учат и видов дека детето навистина има осет за дизајн. Морам да кажам дека и другите двајца надпреварувачи, конструкторство беше ученичката Кристина Георгиевска од 8-3 одделение, даде се од себе, беше солидна, имаше конструирано воденица стара, освои 6-то место, ама сепак кога се работи за државно ниво, јас мислам дека и ова место не е за подценување. Работиме со Лего роботи, на таа дисциплина настапи Кристијан од 7-мо еден, и тој го седе 6-то место. Од Основното училиште Крсте Петков Мисирков, Горан Илиевски го освои првото место во дисциплината автоматика, а честитки до учениците Марија Стоилкова од Основното училиште Никола Карев, Бранко Танасовски од Основното училиште Кирил и Методи и Симеон Стојанов од Основното училиште Кирил и Методи, кои што ги освоија 6-то и 7-то место на државниот надпревар млади иноватори и техничари. Пред државниот се одржа регионален надпревар што минатата недела се спроведе во Основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари, од кои беа избрани најдобрите кои отидоа на државен. Надпреварот млади иноватори и техничари за прв пат се спроведува како надпревар во Републикава и има за цел да ја покаже иновативноста и креативноста на учениците во делот на изработките по предметот техничко образование. Спуштена завесата на јубилејното 50-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. Гран при наградата за најдобра ја доби домашната представа Домот на Бернарда Алба во изведба на Аматерскиот театар при Центарот за култура Бели Мугри во режија на Кристина Танасова-Арсова. Со Драмскиот театар од Скопје со представата Греф или Шприцер и со соопштувањето на наградите беше спуштена завесата на 50-тото јубилејно издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани, кој се одржа од 26 до 31 мај. Жирито во состав Сашко Насев, драматург, Силвија Стојановска, актер и Лјупчо Ѓоргиевски, режисер, гран при наградата за најдобра представа на ДАВ и ја доделија на представата Домот на Бернарда Алба од Лорка во режија на Кристина Танасова-Арсова во изведба на Аматерскиот театар при Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Чувството не знам, не можам да ви го опишам, јас просто не можам воопшто да се соземам за да најдам зборови сега да ви објаснам како се чувствувам и што се случи. Бидејќи навистина работевме напорно за представата, Бернарда Алба некако јас од секогаш како што напоменав и на сцена како што кажав, значи јас сакам уште од далечната 98 година беше во моето срце, знаев дека еден ден ќе ја работам, еве дојде тој ден, значи се поклопија некако коцките, се случи представата и многу ми е драго што токму на 50-тото издание на ДАВ моето име како актер, како човек кој што работи со овие дечиња ќе биде запишено во историјата на ДАВ. Нели ова ми е второ гран-при, првото гран-при беше пред 2 години. Победничката представа пред публиката беше изведена 4 пати, кога секогаш салата беше преполна. Ја следеа вкупно 680 гледачи, бројка што не е за подценување, додаде Атанасова-Арсова. Аматерското драмско студио продолжува понатаму со подготовка на други представи. Следната ќе биде комедија. Наградата за режија ја добија Ива Матик, Димитар Јакимовски и Јана Димитрова за представата Жив човек во изведба на театарската група од гимназијата Јосип Брос од Скопје. Наградата за главна машка улога му припадна на Јован Кмечко од Пивнице, Република Србија, а наградата за главна женска улога и припадна на Марија Ѓоргиева од Аматерскиот театар од Кочани. Награди за епизодни улоги добија Стефан Миленков од театарската група на гимназијата Никола Карев од Скопје и Ева Калановска од драмската група од гимназијата од Охрид.
Наградата за уметничка иновација и истражување во театарскиот израз ја доби представата Фактор жена во изведба на театарската група Без маски од Битола. Специјални признанија добија Ана Жежовска од Битола за драмскиот текст Без маски, Кира Ѓоргиев, режисер од Струмица, летечката театарска група од Тетово, како и Емилија Колоска и Бранко Сапламаев за музиката во представите од Охрид и Богданци. 2 дена Баскерфест во Кочани. Музичари, жонглери, магионичари, комедијанти ги забавуваа кочанци во петокот и саботата. Уличен театар под отворено небо за прв пат во Кочани. 2 дена кочанските граѓани се забавуваа со магионичари и жонглери на 2 локации во градот, кај градскиот парк и во трговскиот центар. Многу луѓе го следеа изведувањето на акробатите, а најмногу уживаа децата, кои целото шоу го следеа со воодушевување. Вакво освежување му беше потребно на Кочани, коментираа граѓаните следејќи ги акробациите на комедијантите. Поради успехот и интересот кој со години ги возбудуваше граѓаните и туристите само во главниот град, годинава од Министерството за култура решиле фестивалот да се одржува на ниво на цела Македонија, односно во 21 општина низ целата република. Официјалниот старт беше на 27 мај на градскиот плоштад во Скопје, а целата турнија ќе трае до 30 јуни со затворање во Охрид, Дојран и Битола. На 10 јуни уличниот театар ќе престојува во Чешиново, Блешево, на 19 и 20 јуни во Виница и на 21 јуни Берово и Македонска Каменица. Новитет годинава се нокните официјални афтерпарти забави на фестивалот кои се одржуваат низ најголемите клубови во државата, на кои учество земаат и дел од баскер изведувачите, како и познати диџеи од Македонија и странство. Излезе петиот број на весникот Нашето училиште на Основното училиште Гоце Делчев од Виница. На неговите страници се поместени информации од настаните што ја одбележа учебната 2013-2014 година. Советот на Основното училиште Гоце Делчев од Виница по 5ти пат го издаде весникот Нашето училиште, како што беше речено на промоцијата на најновиот број. Пишаниот збор остава траен белег, забележлива трага за едноминато време за случајните настани, за срекните детски лица по освоените награди и пофалниците, но и за доволни наставници што дадените знаења на учениците ги преточиле во видлив доказ, освојување на некои од првите 3 места на општинските, регионалните и државните надпревари. Според одговорните во училиштето, 16 страници на весникот се малку за да се преточи во збор се она што ја одбележа учебната 2013-2014 година, затоа што настани и случувања имало навистина многу. Според директорката Розета Донева, една од најважните новини е стартот на паралелката на Основното музичко училиште, потоа 4 приредби кои учениците заедно со своите наставници ги приредија за многобројната публика, посетата на министерот за образование на Република Македонија Спиро Ристовски, посетата на амбасадорот на ОПСЕ Ралф Брет, како и посетата на представници на делегацијата на Европската Унија преку активноста ЕУ од близу. Донева рече дека е задоволство и чест да се пишува за успешните остварувања на учениците и наставниците, за реализираните настани и активности и за вклученоста на училиштето во разни проекти. Поради тоа заложбите на вработените учениците во Основното училиште Гоце Делчев од Виница и во иднина ќе бидат насочени кон следење на веќе трасираниот пат за успешно работење и остварување видливи резултати на полето на образованието. Следуваат спортските информации. Одлични резултати на државниот надпревар во Б-лигата за кочанските гимнастичари. Меѓу неколкуте освоени медали има и златен. Викендот беше одржан првиот државен надпревар во гимнастика во Б-лигата за годинава. Домакин на надпреварот беше Битола. Настапивме со 20 вкупно надпреварувачи во машка и во женска конкуренција. Во машка конкуренција вкупно 9, а во женска конкуренција вкупно 11. Со екипи настапивме во машка конкуренција во помлади пионери. Една екипа имавме, во женски конкуренција помлади пионерки имавме уште една екипа и во сениорки имавме една екипа. Друштвото за гимнастички спортови Кочани во Битола екипно се закити со прво и второ место. Златен медал во сениорска конкуренција освои женската екипа, додека помладите пионери беа второпласирани. Четвртото место го освоија девојчињата во категоријата помлади пионерки. Во индивидуална конкуренција освоени се прво, 3 втори и 2 трети места. Во поединечна конкуренција
во женска конкуренција, второ место во јуниорска конкуренција Александра Карова го зазеде второто место, во сениорска конкуренција второ место Христина Анастасова и трето место Емилија Стојановска во сениорска конкуренција. Додека во машка конкуренција помлади пионери Антонио Јаношеви го зазеде првото место, во конкуренција јуниори Давид Арсов второ место и Филип Стоименов трето место. Јас сум Антонио Јаношеви. Освоив прво место во Битола. На гимнастика одам една година. На 21 месецов е државниот надпревар во А-лигата. Од Друштвото за гимнастички спортови Кочани ќе настапат 8 надпреварувачи, 7 во машка и една представничка во женска конкуренција. Кочанските каратисти без злато, но со неколку медали на Солидарност Опен. Партизани Кочани викендов беа дел од меѓународен турнир во Скопје. На меѓународниот карате турнир Солидарност Опен во Скопје, 4 одличија освоија каратистите на Партизан, а едно представниците на карате клубот Кочани. Партизан на турнирот партиципираше со 5 каратисти. На Роберто Здравковски среќата му го сврте гработ. Тој заработи повреда, поради која беше принуден да ја предаде финалната борба. Со тоа го освои сребрениот медал во својата конкуренција, категорија до 35 килограми за каратисти родени 2003 година. Другиот најдобар каратист на Партизан Димитар Јакимов во категоријата до 76 килограми за генерација каратисти родени 1999 година исто така стигна до среброто. Единственото девојче во редовите на Партизан, Ива Таушанова, во генерација 2003 плюс 40 килограми, беше третопласирана, како и Ѓорги Петро од 2004 категорија 35 килограми. Петиот член на Партизан, Михаил Митев, 2004 година го подели четвртото место. Карате клубот Кочани во Скопје го представуваа двајца каратисти. Кирил Тошев, кој во категоријата до 40 килограми го освои бронзениот медал, и Љубомир Давидко во истата категорија, кој мораше да се задоволи со четвртото место. Најдобрите кочански каратисти се пред голем предизвик наскоро, Балканското правенство во Истанбул, што ќе биде отворено на 14 јуни. Кожув Гевгелија е победник во баражот за пласман во втората лига, надпревар што се одигра на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани. Новопечениот второлигаш славеше рутински над екипата на Гоблен Куманово со резултат 2:0, полувреме 1:0. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.